Денеска е еден од оние најдобри денови за кампања, кога можеме преку цел ден да се посветиме на темите кои што се од интерес на граѓаните, но се кампањски. За жал денеска, слушајќи ги информациите за овие настани во Битолско, дел од тие активности морав да одложам или да ги откажам, за да се приклучам тука на екипите на градоначалничката и на директорите на комуналните предпријатија и за да им кажам дека владата стои на располагање за да помогне во оваа ситуација. Сакам да им честитам, денеска имавме прилика да се чуеме да разговараме со еден дел од граѓаните, да им честитам што навистина брзо реагирале и што па еве и директорите не седеле некој друг да ја заврши работата, туку биле на терен и им помагале на граѓаните. Со природата навистина нема играње и овие екстремни промени во времето од многу врело до поројни дождови се карактеристика на климатските промени на кои ќе треба да се навикнуваме, да се прилагодуваме и нешто да сториме за да ги спречиме ваквите штети. Очигледно е дека долгото неинвестирање во инфраструктура предизвикува последици и тие се провлекуваат години со ред и за 2,5 години не можат да се променат. Но ова само покажува дека сме биле во право кога велиме дека парите мора да одат во модерна инфраструктура и тоа во инфраструктура која постојано ќе се обновува и ќе се унапредува. Ние и во нашата програма превзедовме обврска не само парите да одат кај граѓаните, туку парите да одат кај приоритетите. Значи не за музеи, не за споменици, не за жални врби, меѓутоа за инфраструктура која ќе прилега на 21. век. Апелирам до граѓаните да ги пријавуваат штетите. Честитам на општината што брзо заживеа механизмот за пријава на штетите. Само со ваква акција граѓаните ќе можат да ја добијат поддршка и од општината, меѓутоа се разбира поддршка и од владата. Кога заедно работиме и кога работиме на приоритети, резултати ќе има не преку ноќ, но затоа и бараме, што би рекла, чист мандат за 4 години, за да многу од овие прашања ги решиме од корен. А граѓаните, односно жителите што денеска ги снимавме, велат дека резултатите сега ги имаат за патот кој е направен пред 10 години. Затоа реков денеска градоначалничката може да каже ова не е во мое време и не ме интересира. Меѓутоа граѓаните се тука и ние мора да ги решаваме и проблемите кои ни ги оставија во наследство пред 10, 5 или 7 години. Тие грешки скапо не чинат. И тие грешки неколку генерации за жал ги плаќаат. Не може да се гради без вистински проекти, не може да се гради без стручност. Тоа го гледаме од автопати до природни непогоди. Кога се гради неплански, корумпирано, криминализирано, цената повеќекратно ја плаќаме. И затоа им даваме целосна поддршка и на општинските институции да констатираат ако некој има одговорност за незаконско, нестандардно работење, таа треба да се дефинира и треба да се одговара, бидејќи цената за жал сега ја плаќаат граѓани кои што си купиле, па еве можете да видите и нови станови во нови објекти, а при тоа сега ќе треба да плаќаат за да си ги спасат своите подруми, за да си ја спасат својата инфраструктура. Општината прискочи во помош навистина на време, ние стоиме на располагање, но затоа треба да се гради по план. Една грешка не чини многу во вакви ситуации. Природата е појака од нас, ние не можеме да ги спречиме ваквите настани. Еве слушате и денеска се спрема невреме, но можеме превентивно да действуваме, тоа не е направено пред 10 години и можеме да реагираме брзо тогаш кога ќе се случи несреќа и навистина им честитам на институциите што тоа вчера го направиле. Работеле до 2,5 часот наутро, но со тоа ја намалиле штетата која што ќе треба сите да ја платиме. Вчера рековте дека лицемери, односно денови дека лицемери ВМРО ДПМН е да зборува за правда и правна држава, а имаат кандидат за пратеник кој не може да добие покана ни од страна на судските органи, иако тој тврди дека добил уште во април. Денеска нова прашање, кога го прашавме Мицковски, вели исто така лицемерие Шекеринска да седи до лице кој беше аболирано. Мислам дека граѓаните ја прават разликата. Например, ја прават разликата што јас еве доаѓам и во ова својство и како носител и не бегам од камери. И не бегам ни од прашања. Каде е носителот на ВМРО ДПМН да одговори на барем едно прашање на медиумите и на граѓаните.
дури ако ги погледнете дневните агенди на ВМРО ДПМН, не кажуваат каде ќе биде. Затоа што ако не знаеш како битолчанец од каде оди патот од Битола, шо ли ќе кажеш за регионалните патишта во Струшко или во Кичевско? Мислам дека, за жал, ВМРО ДПМН не промени ни точка во своето однесување. Лаги, дезинформации, напади и плукања. Тоа го добивме и во оваа кампања. Тоа најверојатно граѓаните ќе го добијат и ќе им го покажат и на 15 јули. Сакам само да порачам дека како партија покажавме разлика. Ниту еден од СДСМ не беше над законот. Ниту еден случај не беше блокиран. Ниту еден кандидат, ниту пратеник од СДСМ не се крие од судот. Ниту еден од нас не бега кога ќе го повикаат во полиција. ВМРО ДПМН треба да одговори на многу прашања, но не смее да спомне ни П од правна држава. Кога ги слушав дека зборуваат за нула толеранција кон криминалот, мојата реакција беше дека имаат 2 нули, имаат една единица пред тие 2 нули. 100% имаат толеранција за криминалот и корупцијата во своите редови. Наша обврска беше да го реформираме правосудството, да ги ослободиме судовите од партиските спреги. Видовме зошто се противеле на законот за јавно обвинителство, за да им овозможат на луѓето околу нив кои им ја финансираат кампањата да бегаат од правдата. Ние не можеме да бидеме и не треба да бидеме суди и обвинители. Меѓутоа сега судиите и обвинителите немаат веќе ни малку оправдување ако продолжат да гледаат низ прсти. И одговорност ќе има и за тие судии кои што ги одоговлекуваат предметите. Ние ја поканивме Европската Унија да ги мониторира сите големи случаи на криминал и корупција. Знаете зошто? Затоа што нема од што да се плашиме. ВМРО ДПМН ниту еднаш не помисли на такво нешто. Напротив, бега од било каков мониторинг и било каква контрола. Не знам каде беа Мицковски и Дурловски кога ги слушавме бомбите, меѓутоа знам дека тие продолжија да молчат. Тој кој што ги одмолча оние бомби, кои беа символ и слика на криминалот, корупцијата, насилството и злоупотребите, денеска нема право да зборува ниту за правна држава, ниту за борба против криминал.